Според вирална објава на социјалните мрежи, девојката можеби тивко ја завршила својата врска. Извори исто така тврдеа дека нивните зафатени распореди и зголемениот јавен притисок предизвикале пукнатини во нивната врска. Наводен инсайдер рече дека работите наводно не се исти меѓу нив двајца. Сепак објавата не наведува никакви потврдени извори, документи или представници, а двајцата не издале никаква официјална изјава, па тврдењето останува шпекулација на социјалните мрежи, а не потврдена информација. Објавата сепак привлече големо внимание со 819.000 прегледи. Според Page Six, поканите за свадбата на Свифт и Келси веќе се испратени. Горе споменатиот медиум тврди дека датумот на свадбата е 3 јули и дека ќе се одржи во Њу Јорк, а претходно се шпекулираше дека локацијата ќе биде Род Ајленд. Да подсетиме, славниот пар ја објави својата свршувачка во август 2025 година. Јавната приказна на Келси и Свифт започна во 2023 година по моментот на нивната пријателска нараквица, како што беше откриено во шоуто Нови височини. Разводот на Јелена Карлеуша и Тошиć ја потресе домашната поп сцена, а за нивната врска се зборуваше години подоцна. Како што истакнува пејачката, таа не е во пријателски односи со својот поранешен сопруг и татко на незините деца, бидејќи како што вели, тој така избрал. Јелена Карлеуша признала дека се уште не почнала да се подготвува за гламурозната прослава на 18-тиот роден ден на ќерката Атина, која ќе го прослави во септември и дека сега е под притисок, бидејќи медиумите со денови зборуваат за тоа. Карлеуша во свој стил ги коментираше шпекулациите за спектаклот што го подготвува за своите ќерки, кои ги слават своите родендени на ист ден. Ми ставивте јамка околу вратот околу тој 18-ти роден ден. Сега се очекува спектакл, а јас треба да го оправдам тоа, не знам што се очекува од мене. Дали треба да лансирам ракета на патување околу месечината, за да ги исполнам сите очекувања. Не знам се уште што планираме, не сме ни разговарале за тоа, ќе видиме. За сега не планираме ништо. Јас имам 2 родендена на моја радост. Ника е лута затоа што и нејзе е роден ден, рекла Карлеуша за премиера со насмевка на лицето, а на прашањето на новинарот колку душко учествува во преговорите за прославата, Јелена искрено одговорила: Душко и јас не сме во добри односи, за жал тоа е негова одлука. Жал ми е што прави такви потези. И поради јавноста, и поради Атина и Нике, луѓето се разведуваат и се пријатели или се во добри односи, но тој не е таков тип. Не можам јас да му го долувам тоа крина раце. Можам да нагласам дека е прекрасен татко, дека постојано е во контакт со нив и имаат прекрасен однос. Се чини дека постојано зборувам за тоа, па потоа адвокатот ме замолува да не зборувам повеќе за тоа, а всушност не го спомнувам јас самата, туку одговарам на вашите прашања. Така се местат работите. Една од омилените македонски пејачки Маја Оџаклиевска последниве години ретко се појавува во јавноста за да даде интервју или да настапи пред голема публика. Токму затоа нејзиното појавување на престижниот фестивал Белградско пролече предизвика огромно внимание во јавноста. Маја беше пречекана со огромен аплауз, овации, но и со воскит меѓу колегите, особено оние од помладата генерација. На фестивалот настапија и нашите Драган Мијалковски и Ана Петановска, која не ја пропушти можноста да се дружи и да се фотографира со Маја. Таа ги објави фотографиите на Инстаграм, каде што напиша: Од многуте импресии од Белград викендов, морам да издвојам каква божествена жена. Единствена Маја не само поради гласот кој се препознава меѓу светски изведувачи, туку поради искрената, длабока душа што носи во себе. Милост, храброст, хумор, длабочина и автентичност на едно место спакувано со глас што буквално ти буди чувства во срцето внатре што само Маја Оџаклиевска може да ги изнесе. Едноставно неверојатна, тешка царица, благослов за луѓето околу неа. Ќе
Ќерката на Майкл Џексон изјави дека во филмот има многу лаги и невистини, затоа одлучила да нема никаков удел во продукцијата. Некои пак сметаат дека е испуштен многу важен детаљ, бројните обвинувања за сексуално малтретирање деца против пејачот. Неодамна излезе новиот филм за кралот на попот Майкл Џексон, но уште пред премиерата филмот Майкл се сметаше за контроверзен во голема мера, бидејќи ќерката на пејачот Парис Џексон беше против снимањето. Оние пак кои го изгледале сметаат дека филмот не само што не го прикажува пејачот реално, туку испушта и важен детаљ од неговиот живот, морничавите обвиненија против него. Од друга страна, некои имаат само добри зборови за филмот, особено за актерот кој го глуми пејачот и кој воедно му е внук. Без разлика дали верувате дека е невин или не, факт е дека Майкл Џексон многу пати беше обвинуван за сексуално малтретирање деца. Пејачот стоеше на става дека обвиненијата се лажни, а и во судница беше прогласен за невин. Сепак некои сметаат дека ова е важен дел од неговиот живот, бидејќи имаше огромно влијание врз неговата репутација. И поради ова голем пропуст е што не се ни спомнува во филмот. Во 2024 година, познатиот американски новинар Метју Белони откри дека имал можност да го види сценариото за филмот уште пред да почне снимањето. Тој тврдеше дека во оригиналното сценарио се спомнуваат обвиненијата, но дека наводните жртви се прикажани во многу лошо светло.